Естонија по падот на железната завеса се одвојува од Советскиот сојуз и во 1991 година ја стекнува својата независност. Истата година кога моите родители и нашите сограѓани гласаат за независна Република Македонија. По осамостојувањето Естонија е во колапс. Граѓаните чекаат со часови за леп и млеко, а повеќе од половина население нема телефонска линија. И не зборувам за мобилен телефон, туку за домашна линија. По 2000-та година Естонија решава дека ќе направи комплетна реформа во јавната администрација и најголем дел од ресурсите ги вложува во дигитализација. 28 години подоцна, малата Естонија е дигитална велесила. 99% од државните услуги се достапни онлайн, од плаќање на данок и регистрација на возилото до гласање на избори и добивање на рецепти за лекови. Единствената работа која што не може да ја завршат онлайн е да се разведат. Кога станува збор за Македонија, многумина ќе се пофала дека е држава со развиен IT сектор. И тоа не е далеко од вистината. Но најпрвен, да видиме што навистина значи дигитализација на една држава и колку Македонија го постигнала истото во своите 28 години независност. Пред да можеме да зборуваме за дигитализација на една држава, мораме да разбереме што овој термин опфаќа и која е потребата од дигитализирање на јавниот сектор. Обединетите нации терминот е-управа го дефинираат како капацитет и волја на јавниот сектор да ја развива употребата на информационо-комуникацијските технологии со цел напредување на пружањето на услуги на граѓаните. Може би звучи комплицирано, но и навистина е. Овој систем практично треба да пружи државните услуги да бидат достапни онлайн за граѓаните, а граѓаните да може да ги завршат своите обврски спрема државата преку еден интегриран систем. Ако повторно звучи комплицирано, така и е. Поради тоа разговарам со Марта Томовска, поранешен министер за информатичко општество и администрација во Македонија, експерт на Обединетите нации за дигитални иновации и сегашен советник на претседателката на влада на Србија за е-управа и дигитализација. Сега граѓаните имаат пристап преку своите смарт уреди до и секако и преку компјутерите до различни услуги кои што се нудат на интернет од страна на приватните трговци. И ако еднаш некој граѓанин користел, не знам, купил нешто преку интернет, јадење, пиење, патување, што и да е, облека и така натаму, особено па ако да речам, не дај Боже бил на Амазон и да ги видел сите тие предиктивни анализи, алгоритми и вештачки интелигенции со кои што буквално ти ги читаат мислите, истото го очекуваат да го добијат од владата, бидејќи јавните услуги и government или и управа е всушност еден подтип на електронска трговија, затоа што нешто нарачуваш онлайн и заради тоа што нешто треба да го буквално да го платиш или да не го платиш, сега зависи, меѓутоа да ти се изврши испораката онлайн. Кои се предизвиците кога една држава треба да имплементира таа е-управа и да го дигитализира системот? Дигитализацијата е скапа работа. Исклучително скапа работа, заради тоа што реков дека треба да има големи вложувања. Друго е поврзување. Значи ние не зборуваме тука за една институција дека треба да се дигитализира, него имаме 1200-300 кои што треба да се поврзат. Мислам, за да се поврзат, тие треба да имаат самите електронски системи и бази на податоци, зашто не можеме две тетрадки, мислам, или два тефтера или два Excel-а никако да поврзат. И тоа е процес кој што трае. Еве замислете, не знам, матичните книги, не знам дали се сеќавате на тие баш книги беа на времето. И тоа треба тие сите книги, значи сите податоци кои што се во тие книги во последните 100 години треба да се претворат во податоци кои што ќе се внесат во некои бази. Меѓутоа, она што е најтешкото, значи се ова се да речеме некои технички работи. Она што е најтешкото, најголемиот предизвик во дигитализацијата е всушност внатрешната организација или реорганизација или реинженеринг на процесите. Затоа што се замислете, за да добиете еден документ, треба претходно на 5 шалтери да поминете, да соберете 5 документи, да ги приложите за тој еден документ. Се случува и да на еден шалтер во иста институција треба да приложите друг документ што сте го извадиле на друг шалтер во истата институција. И тоа едноставно, кога правите дигитализација, невозможно да го направите, затоа што при дигитализација имаме само еден шалтер, а тоа е компјутерот, нели? Тоа е виртуелниот шалтер.
Значи, сите тие текот на информации внатре во институцијата треба потполно да се оптимизира и треба еден реинженеринг солиден да се направи. И тоа е најтешкиот и најкомплексниот процес во процесот на дигитализацијата, заради тоа што, знаете како се вели, ако дигитализирате хаос, ќе добиете дигитализиран хаос. Во текот на разговорот на неколку наврати ги истакнавте бенефитите од дигитализацијата, но вака ако би требале да сумирате на кратко кои се генералните бенефити од е-управа во една држава, како би го срочиле тоа? Според мене, најголемиот бенефит е заштедата на време и пари, кој што граѓаните не треба да го трошат за да одат по шалтери, треба да добијат една услуга која што е предвидлива, која што ќе ја добијат брзо, секогаш кога им треба и така натаму. Меѓутоа, вториот бенефит, не знам, или прв можеби, всушност кога подобро ќе размислам, е всушност и најголемиот отпор во однос на дигитализацијата е тоа што дигитализацијата овозможува носење на брзи одлуки во однос на правата на граѓаните, значи дозволи, не знам, уверенија, овластувања, сите тие документи кои што граѓаните треба да ги имаат на еден автоматизиран начин, односно да се минимизира учеството на човечкиот фактор во носење на тие одлуки. И тука е најголемиот проблем, заради тоа што администрацијата, не можам да кажам за сите, меѓутоа се уште голем дел, сакаат сами да одлучуваат за да можат да ги држат предметите некое време во фиока, за да можат да ги решат предметите да побараат некаква контрауслуга. Значи, за мене, една од најголемите придобивки на дигитализацијата е всушност борбата со корупција. Сега, откако имаме делумно познавање за што значи терминот е-управа, може да си го поставиме прашањето до каде е Македонија со дигитализација на јавниот сектор. Нема власт во минатото која што не ветила дека ќе вложи повеќе ресурси во дигитализација на државата или дека ќе ги искористи добро платените IT техничари. За ова прашање разговарам со актуелниот министар за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски. Колку државните услуги во Македонија се достапни онлайн? Па мал број, недоволен број, меѓутоа сепак има веќе некои документи кои што се клучни за граѓаните, кои што се достапни. Ние веќе го инсталиравме електронскиот регистар на население, сега е тест фаза малце да видиме како тоа функционира. И некаде крајот на октомври, почетокот на ноември ќе го лансираме и официјално ги опуштиме во употреба, паралелно со новиот национален портал за електронски услуги, преку кој што граѓаните преку еден портал од едно место ќе може да добиваат за почеток 50 од најбараните услуги кои што нив им требаат и при тоа сето тоа ќе иде електронски, значи и барање ќе поднесува електронски и ќе добие валиден дигитално испечатиран и подпишан документ од страна на институцијата. Добро, кога се збори за е-управа, не станува збор само за услугите кои што ги нуди јавниот сектор спрема граѓаните и обратно, туку тоа треба да опфати преработка на податоци, комуникација помеѓу јавниот сектор со користење на дигитални технологии. Па колку во моментов ние имаме таков систем кој што го интегрира јавниот сектор преку дигитална технологија? Во делот на меѓусебната комуникација, автоматска комуникација помеѓу институциите, тука треба да поработиме се уште. Имаме систем за интероперабилност на институциите, меѓутоа на тој систем за интероперабилност се приклучени едва околу 20 на институции. Да, тоа се клучните институции на системот, меѓутоа и тие што се приклучени недоволно го користат системот на интероперабилност. Главниот предизвик е креање на свесноста и користењето на тие системи во секојдневната работа.
каде мислиш дека доаѓа тој проблем? Дали едноставно неприфаќање на нови технологии или можеби е проблем со мерит системот и со капацитетите кои што ги има јавната администрација во моментов? Не, ова не мислам дека е ова второто, пред се е првото. Мислам, главен проблем е првото. Кога некој е навикнат 10, 15, 20 години да работи на еден начин и сега му викате, ама чекајте, ова сега малци ќе го смениме, ќе биде поинаку. Да бидам искрен, воведувањето на овие IT системи значи поголема контрола во работата. Така да, негде може би и тоа. Историјата е 28 години дигитализација на Македонија. Твоја лична перспектива во нашата независност, колку Македонија паметно ги вложувала ресурсите за да стигнеме до некој степен на дигитализација и каде сме погрешиле? Мислам дека сме почнале касно. Тоа е можеби проблемот, дека не сме почнале како, не знам, на почетокот или на средината на 90-те години како Естонија. Ама Естонија е единствен пример и во Европа, нема таква друга земја. Грешки се правеле. Она што е важно е да го буткаме процесот. Животот на сите нас се смени со дигитализацијата. Ние се правиме преку кој таблет, компјутер, телефон. Бизнисот се смени. Се плаќа електронски, се разменуваат секаков вид на податоци електронски, мора да следат институциите на системот. Јас се надевам дека наредниве 28 години ќе успееме да стигнеме до нивото кое што треба да бидеме.